почитувани млади и представници на невладините организации од Тетово, Скопје и Гостивар, почитуван градоначалник на Тетово господине Касами, почитуван градоначалник на Гостивар господин Таравари, почитуван пратеник Зајкова, заменик директор на Агенција за спорт и млади, пред се почитуван и драг пријател Бленди Ходи. Бленди и јас се запознахме пред 2 години. Јас бев заменик министер за финансии и одев во собрание на седница на комисија за финансирање и буџет и во ходник среднав едно младо момче со ранец на грб во патики, кој што практично и не знаеше кај треба да оди. Ме застана и ми вика, може ли да му упатите каде да ја најдам канцеларијата на председателката на комисија за образование. И јас го однесов, меѓутоа така одејќи низ ходниците го прашав кој е. Ми кажа, јас сум лидер на средносколското движење и тука сум да ги застапувам интересите и идеите на средношколците, а во врска со полагањето на матурата во таа година. Подоцна се сретнавме уште еднаш, тогаш беше присутна и пратеничката Зајкова, која што веќе со нив има активности во однос на преговорите кои што ги има со влада, и можам да кажам дека Бленди навистина тогаш ги освои и симпатиите и срцата и на сите средношколци, меѓутоа и на сите родители на средношколци и на тогашниот премиер со кој што успеа да се договорат. Меѓутоа со Бленди имавме и суштински разговор за тоа какви искуства тој стекнал во Словенија во однос на потребните реформи кои што треба да се направат во нашата држава во областа на високото образование, а дали ни треба реформи во високото образование, тоа најдобро го потврдува рейтингот на нашите универзитети на светските листи. И јас се сложувам дека ни треба реформи во високото образование. Она што научив од него е дека во земјите од Европската унија политиките за креирање на високото образование се договараат со широк национален консензус во собранието, каде сите политички партии без разлика дали се власт или се опозиција го договараат концептот и сите без исклучок заеднички го спроведуваат без разлика кој и да доаѓа во иднина на власт. Тоа е нешто што и ние треба да го воведеме како пракса. Затоа зашто пречести реформи, пречесто менување на наставни програми, пречесто менување на начини на полагање и на испити, и на матура, пречесто менување на критериуми, не можат да вродат со резултат кој што нашето високо образование, па и средно образование и основно образование, ако ги земеме резултатите од ПИЗа тестирањето, ќе го донесат на ниво на европските држави. Ние како влада секогаш сме отворени за младите, тоа Бленди го знае и моето присуство тука само потврдува дека нашата комуникација е секојдневна. Бленди е помлад, ние не комуницираме на телефон, тој со мене комуницира преку пораки на LinkedIn, а бидејќи го користам LinkedIn, можам да му одговорам, но сепак таа комуникација е отворена и тој ја има, меѓутоа не само тој, и сите други организации на младите нашата поддршка. Ние веќе имавме со неговиот наследник разговори во однос на изработка на нов закон за средно образование, затоа зашто и јас се согласувам со средношколците, ние имаме закон за средно образование кој што е 20 години веќе во употреба. Не може во време на дигитални комуникации, во време кога има сосема нови средства за комуникација, сосема нови алатки за учење, ние да имаме закон кој што е постар од сите тие алатки и начини на комуникација кои што денес младите ги користат. И затоа министерот за образование веќе работи низ широк инклузивен процес, вклучувајќи ги и младите, и средношколците, и експертите на изработка на нов закон. Истото се однесува и на националната стратегија за млади, која што е новата во изработка, меѓутоа и на сите други програми кои што владата ги прави за да може младите да најдат перспектива во оваа држава. Тука пред се мислам на грантовите за вработување на млади до 29 години со завршено образование, како и за сите други програми од фондот за иновации до поддршката на инвестиции за млади кои што им обезбедуваат да можат да започнат свој собствен бизнис. Нема да должам многу во однос на детали за тоа што прави владата, бидејќи тоа е обврска и одговорност на владата, меѓутоа сакам да кажам нешто што мислам дека е значајно во едно вакво прогресивно младо друштво како што сме тука со овие млади представници на невладините организации.
А тоа е дека ние во државата денес имаме два концепти. Едниот концепт е тој на чие чело сум јас. Концепт за Европска Македонија. Јас ги водев преговорите за отпочнување на преговори на Северна Македонија со Европската Унија. И јас бев тој кој што најмногу беше критикуван од нашите граѓани во текот на месец јули. И тоа најмногу од граѓаните од македонскиот народ. Зошто? Затоа зашто преговаравме за отпочнување на преговори со решавање на тешко прашање. Ние сме држава која што за да ги отпочне тие преговори моравме да донесеме тешки одлуки. Носењето на тие одлуки кај мене, меѓутоа знам и кај другите мои сограѓани, македонци, будеше чувство кое што и јас го делам како некој да ве сече со нож во стомак. Меѓутоа на крајот на денот некој мораше да ја донесе одлуката. И јас ја донесов таа одлука. Северна Македонија да ги отпочне преговорите со Европската Унија. Затоа зашто сметам и се залагам и секогаш ќе се залагам дека нашите граѓани заслужуваат со крената глава, со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет, со заштитени културни и секакви други обележја на македонскиот народ, исто како што ги штитиме како држава атрибутите на секој народ кој што живее во оваа држава, да биде дел од големата маса во Брисел, каде што ќе ги застапува своите интереси. И тоа се потврди како исправно. Затоа зашто денес ја добиваме сите потврдата дека македонскиот јазик е дел за прв пат од еден меѓународен договор на Европската Унија, договорот Фронтекс, со кој што станува дел од европските јазици. И затоа 4 дена ги нема никој да се јава од опозицијата кои што ме критикуваа. Вториот концепт за државата, тоа е концептот на опозицијата, на ВМРО, ДПМН и на Левица. Тоа е концепт кој што го гледавме 11 години во државата. Концепт во кој што ќе биде држава на горди луѓе, но сиромашни, кои што ќе седат сами, изолирани, скарани со соседите, раскарани внатре, сами, изолирани на мала маса. Јас предводам концепт во кој што знам дека нема да биде лесно на патот до Европската Унија. Пред нас има уште тешки одлуки. Но знам дека нема друга алтернатива. А на крајот на тој пат, што не може да биде лесен, е тежок, стои големата награда, а тоа е членство во Европска Унија. Членство во заедница на држави во кој што владее економски просперитет, во кој што владее социјална правда и во кој што владее безпрекорно право на демократија и слобода на критичко изразување. Нашите граѓани заслужуваат да бидат горди, со крената глава и богати, а не да бидат горди, сиромашни и изолирани во својата сопствена држава. Затоа и Бленди и сите вие млади секогаш ќе имате мојата поддршка. А сите политички партии кои што го поддржуваат концептот на Европска Македонија секогаш ќе бидат мои пријатели без разлика на која функција и да су во општеството. Ви благодарам.